Сакам да се задржам на еден феномен кој што го немаме дискутирано многу, а тоа е семејното насилство. Односно прашањата кои сакав да ги поставам се однесуваат на тоа дека во изминатата година имаме забележани кривични дела на семејно насилство купно 29, но на што ме интересираше конкретно беше колкав е бројот на пријавите за семејно насилство, со оглед ако земеме во предвид дека со последните законски измени кои беа направени во кривичниот законник, семејното насилство сега сме должни да го гониме по службена должност и дали имаме некаква архива која е достапна за во случај на идни пријави за семејно насилство како евиденција која ќе служат во дадената судска постапка во која што ќе се евидентира сето тоа. Втората работа која што сакав да ја забележам, а повторно се однесува на семејното насилство, е дека во делот за обиди за самоубиство имаме забележено 6 случаи, од кои 5 од нив се поради семејно недоразбирање, додека 4 од нив е наведено дека станува збор за женски лице. И од тука повторно се отвара прашањето дали оваа класификација семејно недоразбирање која довела до причина за обид за самоубиство е повторно поврзана со семејното насилство и на кој начин и кои се капацитетите на полициската станица кај нас во Свети Николе да се справи со овие случаи, затоа што ова е алармантна бројка со оглед ако ја земеме во предвид последната несреќа која што се случи во Карпаш.